На денешен ден во 1991 година почина британскиот пејач и член на рок групата Queen Фреди Меркјури. Еден ден пред да почине Меркјури му призна на светот дека е заразен со ХИВ, што во тоа време беше табу тема. На починатиот пејач во текот на животот имал уште многу тајни, а огромното мнозинство од нив ги знаела една жена. Мери Остин, неговата поранешна партнерка и љубов од неговите млади години. Тие беа заедно во раните 70-ти и остана заедно 6 години. Познато е дека Фреди бил бисексуалец, но и покрај сите мажи со кои спиел, тој никогаш не престанал да ја сака. Беа свршени додека еден ден тој конечно и признал дека е бисексуалец. Беше огромно олеснување да го слушнам тоа од него. Чувствував како тежок товар е тргнат од мене. Уживав во фактот што можеше да биде искрен со мене. Се разбира, откако зборуваше за тоа, тој беше друга личност. Тој беше како личност што ја познавав во моите рани години, рече таа во документарниот филм Фреди Меркјури, нераскажана приказна од 2000 година. Мери остана покрај него и ги чуваше сите негови тајни, дури и најголемата. Имено Фреди не секал никој кога умрел да дознае каде неговата урна со пепел, за никој да не му го уништи гробот, па таа тајна ја доверил на жената за која секогаш тврдел дека е љубовта на неговиот живот. По нешто повеќе од 10 години пауза на сцената се враќа и Елвир Мекич, популарниот хитмекер, и тоа со заедничка соработка со младиот и популарен пејач и автор Пајак. Елвир беше еден од најпопуларните пејачи кај нас и потсетува на едно убаво време пред 17 години, времето на најголемата експанзија на македонската поп музика. И новата песна која со модерен звук го има стариот вајб со примеси на ретро R&B 2000-ти. Мислам дека направивме добар спој со кој ќе ја опфатиме по старата публика, а Пајак ќе има по младата публика. Логично е оние деца кои има 15 години да не ме познаваат, изјави Елбир. Автор на музиката е Пајак, текстот е на Елбир Мекич, но интересно е тоа што текстот на песната е напишан од насловите на најголемите хитови на Елбир како Некаде после 2, Армија, Ич не ме боли, Слаба точка и други. Аранжманот, миксот и мастерингот се на Иван Јованов и Вајо. Публиката со овации го испрати музичарот Владимир Николов, кој одржа концерт сношти во Велешкиот театар со Националниот џез оркестар. Авторскиот концерт насловен Crossover Stories вклучи композиции од различни периоди во изминатите 22 години од неговата авторска музика. Николов моментално е професор на факултетот за музичка уметност во Белград. Ке слушнете и неколку мои композиции кои досега не се изведени во Македонија, но се свирени на светските сцени, но и неколку светски премиери, кажа Николов. Публиката од Велес и од Скопје ги врати музичарите на бис, наградувајќи ги за одличниот настап. Владимир Николов е композитор чие творештво опфаќа широк спектар на жанрови, користејќи ги искуствата во класичната музика и џезот како точка на поаѓање. Веќе подолго време е зад сцената како аранжер во светски оркестарски проекти, но често настапува и како диригент со реномирани солисти и асамбли. Амбасадата на Грција во Скопје организира специјален настап на мешаниот хор на Теселоники, што ќе се одржи вечерва со почеток во 19 часот и 30 минути во малата концертна сала на Националната филхармонија. Репертоарот вклучува класична музика и современи грчки песни. Мешаниот хор на Теселоники е основан во 1987 година. Неговиот широк репертоар вклучува дела од Ренесансата, класичниот и романтичниот период, оранториуми, опери, мюзикли и дела на современи грчки и странски композитори. Хорот имал бројни настапи во различни градови во Грција и странство, освојувајќи златни, сребрени и бронзени медали на меѓународни надпревари во Атина, Ланголен, Рим и Тампере. Покрај тоа добил и медал за најдобар грчки хор. Хорот го води диригентката Мери Костандини Ду од неговото основање.